Сега продолжиме со нашата тема за празникот Сеници. Календарскиот празник веќе е завршен, бидејќи завчера беше 8-миот ден, или 22 Тишри, според еврејскиот календар. Последниот голем ден од празникот, како што пишува во Библијата. Тоа го пишува во Јован 8 глава, кога токму на тој ден Господ Исус ги изговорил следните зборови и ќе завртиме веднаш, ќе го побараме текстот во Јован, Евангелието според Јован, 7 глава поточно, 37 стих. Инако целиот овој говор продолжува и понатаму. Јован 7:37. А во последниот голем ден од празникот застана Исус и извика со висок глас велејки: кој е жеден, нека дојде кај мене да пие. За кој празник тука станува збор? Станува збор за празникот Сеници. Затоа може да читате од почетокот на самата глава. Вториот стих од 7 глава вели: се приближуваше пак јудејскиот празник Сеници. Третиот стих. Тогаш браќата негови му рекоа. Кои се овие браќа, како прво? Овие браќа се синови на Јосиф, од неговиот прв брак. Во нив спаѓаат подоцнежните апостоли Јаков и Јуда, но не Искариот. Јуда, братот Јаков. Браќата негови му рекоа: излези одовде и оди во Јудеја, та и учениците твои да ги видат делата што ги вршиш. Зошто овие браќа негови побарале ваква работа од Исуса? Можете да читате за ова во целата глава од Копрежот на вековите, наречена, насловена на празникот Сеница, во македонскиот превод. Инаку самиот празник носи наслов во множина. Празникот се вика Сеници, не Сеница. Зошто Христовите браќа побарале од него да отиде во Јудеја, та и учениците твои да ги видат делата што ги вршиш? Интересно прашање. Со други зборови, на овие браќа им здодеало да гледаат како Исус ги врши сите своји силни дела, сите своји силни чуда, пред кого? Пред, како што вели Елена Вајд, неуки рибари и селани. Ограничен само во Галилеја, незнабожечка Галилеја, како што ја нарекува уште пророкот Исаија, значи во негово време. Мешана земја. Земја во која што немало само евреи. Провинција која што се сметала за втора класа во однос на Јудеја и на народот што живеел особено во Ерусалим. Неговите браќа копнееле за слава. Тие не биле целосно убедени во неговата мисија, не верувале целосно дека е тој Месија, имале резерви, имале сомнежи, се колебале, не биле подготвени јавно да застанат на негова страна, но потајно во себе, затоа што биле во некакво сродство со него, потајно во себе негувале што? Негувале една гордост, дека ако овој навистина е тој што тврди дека е, тогаш тоа ќе значи голема слава и за нас. И за нашето семејство. И тоа не го негувале само како надеж, туку тоа било копнеш
И тие сакале да го поттикнат Исуса. Излези, оди во Јудеја, оди во Јерусалим. Таму направи ги сите овие славни дела. Исус се разбира ги знаел нивните побуди. И затоа петиот стих вели зашто и браќата негови не веруваа во него. Значи само потајно да се надеваш, да имаш резерви спрема Исуса, да не бидеш подготвен целосно да застанеш на негова страна. Според Библијата значи што? Да не веруваш во него. Да имаш симпатија кон Исуса. Потајно да се надеваш дека тој е навистина Син Божи, пратен од Бога, спасител на светот. Сето оно што кажал за себе дека е. Но да не си подготвен целосно да застанеш на негова страна, да не си подготвен јавно и пред другите луѓе да се представиш како негов следбеник, да имаш се уште некакви резерви, значи да не веруваш во него. Така ни кажува петиот стих. Зашто и браќата негови не верува во него. Тие му рекоа, зашто никој не прави нешто тајно кога сака да се прочуе. Ако ти ги вршиш овие работи, тогаш покажи се пред светот. Покажи се пред светот. Ево уште еден пример каде што Јерусалим и Јудеја се наречени свет. Имавме една конкретна недоумица околу тоа, на почетокот од оваа библиска поука. Но може да се прифати дека и Израел бил дел од светот. Само Новиот Завет зборува дека Христовите следбеници не се од овој свет. Што им одговорил Исус на своите браќа? Моето време уште не е дојдено, а за вас времето е секогаш погодно. Со други зборови, Исус знаел дека ако појде во Јерусалим, и ако таму ги направи сите овие работи што неговите браќа сакаат да ги направи, што ќе се случи? Тој побрзо ќе го предизвика гневот и бесот на своите непријатели, еврејските водачи, свештенството, синедрионот, рабините и така натаму, и побрзо ќе ја предизвика својата смрт, односно ќе предизвика криза за својата мисија. Дали тоа било по Божија волја? Исус знаел дека треба да умре, но што друго знаел? Дека тоа треба да се исполни во од Бога определено време. Значи не требало тој да ја предизвикува судбината. Како што велиме ние, а Библијата вели да го искушува Бога. Истиот израз кој што два различни израза кои што имаат исто значење. Затоа било есен, последната есен од Христовата јавна служба. Исуса го делеле уште 6 месеци до Пасха, до неговата смрт. Ова биле последните сеници од неговата јавна служба и тој знаел дека неговото време се уште не е дојдено. Неговиот одговор покажува дека и неговите браќа ги прогласил за дел од овој свет, а не за дел од неговите ученици. Оние кои што биле спремни да се откажат од се, за да појдат по него. Свет од вас не може да ме мрази, а мене ме мрази зашто јас сведочам за него дека делата му се лоши, и што велат други преводи зли. Вие отидете на овој празник, и јас нема да излезам на празникот, зашто времето мое се уште не се исполнило. Откако го рече тоа, остана во Галилеја. Сепак ова биле последните сеници од Христовата јавна служба и, како што рекавме минатата сабота, последниот празник Господов во таа еврејска година, како и во секоја друга. Десетиот стих ни вели на што му отидоа браќата негови, и тој отиде на празникот.
Иако најавил дека нема да отиде. Останал во Галилеја, штом тие заминале. Но не јавно, туку скришум. Зошто Исус пошол на празникот, но по некакви споредни патишта, без многу да се знае дека тој патува за Ерусалим, скришум, како што вели овој превод. Токму од таа причина што веќе ја кажавме. Не сакал да предизвика прерано еуфорија со своето јавно манифестирање, јавно отворено приближување до Ерусалим, и со тоа не сакал прерано пред Божиот план да ја предизвика последната криза од својот живот и од својата мисија. Исус во еден момент, на крајот од неговата служба, дозволил да се случи таква еуфорија. Кога се случила таа еуфорија? Кога јавно, качен на магаре, влегувал во Ерусалим, и тоа многу кратко време после Лазаровото воскресение. Најголемото чудо што го направил во близина на Ерусалим, Лазаревото воскресение, и неговото триумфално влегување во Ерусалим, ја создале таа еуфорија. Било во Божји план тогаш да се случи таа еуфорија, а не 6 месеци пред тоа. И затоа јудејците го бараа на празникот и велеа, каде е оној? Како интересно прашање. Каде е оној? И никој не прашува кој, бидејќи сите знаат за кого станува збор. Интересно е што Елена Вајд вели овде во низината глава за овој настан, до Копршот на вековите, дека на самиот празник, повеќето евреи што биле присутни на празникот, многу повеќе се интересирале за Исуса, каде е он, отколку за самиот празник и за церемониите што ги вршеле свештениците. 20 стих вели, и многу расправи имаше меѓу народот за него. Едни зборуваат добар е, а други велеа не, туку го заблудува народот. Но никој не зборуваше за него отворено, поради страф од јудејците. Интересно. Истиот комплекс постоел и 1888, истиот комплекс постои во 21. век. Страф од ништо. Четиридесетиот стих вели дека на средината од празникот, што би му дошло тоа? Рековме 7 дена празникот, да речеме 4 или 5 ден. Од половина празник Исус влегува во храмот. Значи, дури тогаш јавно се покажува и поучуваше. Не ми се кажува што во таа прилика проповедал Исус, тие денови, меѓутоа ми се кажува каков бил ефектот на неговите проповеди. И се чудеа јудејците велејки, еве еден друг сектарски комплекс. Присутен кај адвентистите и во 21. век. Како и оне предходниот, стравот. Да не се биде исклучен или што ќе мисли за тебе црковното водство или управа ако завземеш некој став спротивен на нивниот. Еве еден друг комплекс. Велам присутен и ден денес. Времењата не се промениле во поглед на човечката природа. Како ги познава овој книгите кога не учел? Со други зборови, од каде овој ги знаеле работи кога не бил во Њуболт, во Ендрус, во Белград или во Марушевец? Да го преведеме тоа со јазикот на наше време. Прво се поставува прашање, зашто Исус не бил во тие школи?
Се може би некој ќе ме обвини за тенденциозност, но а што мислят, дали денес би отишел баш во овие школи што ги спомнам? Зошто Исус се држал настрана од било какви човечки, макар теолошки школи? Очигледно дека таму нешто фалело, нешто дебело, но тие самите не биле спремни да прифатат, да бидат поучени, бидејќи знаете, професорите се тие што сакаат да ве поучат, да ви продадат памет. Тие не се спремни да научат нешто од вас. Затоа се вели дека и кога бил мал 12 години во храмот, Исус само им поставувал прашање на еврејските рабини. Зошто? Бидејќи на тој начин мислел да го заобиколи тој нивен комплекс. Ако отворено им зборувал кој сум јас, зашто сум доеден во овој свет и што значи оваа жртва и така натаму, тие тоа немаше да го прифатат. Зошто? Па бидејќи за 12 години ќе нас ќе не учи, ќе ни продава памет. Они не се спремни да прифатат памет од некој возрастен студент, од 12 годишен ученик да прифатат памет. Затоа Исус им поставувал прашања и ги потикнувал со прашања да размислуваат за она за што дотогаш ретко размислували или воопшто никако, за да го насочи нивото внимание кон некои теми кои што биле многу побитни за нив, отколку она што самите тие го предавале. Затоа Исус им рекол, учењето моје не е моје, туку на оној што ме прати. Постои друг извор, многу по-совршен, извор безгрешен, од било која човечка школа, од било која човечка наука. И интересно е што тој извор е достапен на секој, па дури на најпростиот човек на оваа планета, само под еден услов, 17 стих, и ако некој сака да ја врши волјата негова, од ова не може да се избега. Или сакате, или некете. Може да глумите, како што рече Борче. Меѓутоа, ако во нас внатре навистина постои желба, волја, да се твори Божјата, ќе разбере дали е ова учење од Бога или јас самиот од себе зборува. Кој говори самиот од себе, тој си бара своја слава. А кој ја бара славата на оној што го пратил, тој е вистинит и во него нема неправда. И его Мојсей повторно. Зар не го даде Мојсей законот? Но никој од вас не го исполнува законот. Оние кои што најмногу трубеле дека треба да се држи законот, оние кои што најмногу го воздигнувале законот во своите проповеди или во своите книги, Исус нив им вели, вие не го исполнувате законот. Никој од вас не го исполнува законот. Зошто? Затоа што тие сакале да го убијат. Тие сакале да го убијат. Тие сакале да прекршат една голема заповед од законот. Но како не изреагирал народот? Укорен за неговите грешни побуди, укорен за неговата себична гордост и празна слава, народот говорил дипломатски или политички. И му рече, демонот е во тебе, кој сака да те убие? Видите, се това се случувало на празникот Сеници. Се разбори, ти си луд, шо зборуваш глупости? Да преведено на наш јазик. Кој сака да те убие? Но факт е дека тие сакале да го убијат. Исус повеќе не се занимавал со тоа прашање.
Ако го скокнеме малку коментарот во врска со обрезанието и саботата, тој е интересен, но меѓутоа за некоја друга тема. Во 25 стих, тогаш некој од Иерусалим рекоа, не е ли овој што го бараат да го убијат? Било јавна тајна дека водачите на народот, свештенството и фарисеите сакаат да го убијат, а народот се правил будала и прашувал кој сака да те убие. Многу е страшно кога некој народ, без дали се работи за цела нација или за верска заедница или воопшто за некоја општество, за некоја заедница, ќе почне да се прави будала. Се знаат некои факти, меѓутоа намерно се мижи пред тие факти, намерно се... Зошто? Затоа што луѓето сакаат да останат во некоја заблуда која што им е мила. Сакате да останете во некоја заблуда само затоа што ви е мила? Тогаш Аристотел е поголем христијанин од вас, иако воопшто не бил христијанин. Бил пагански грк, роден во Македонија додуше. Па по некоја линија може да се нарече македонец. Тој рекол, пријател ми е Платон, но поголем пријател ми е вистината. Значи, мојот најценет, најсакан учител, ако треба ќе го отфрлам, тогаш кога не ја зборува вистината. Првиот стих, ако уште еднаш скокнеме неколку стиха, се вели и мнозина од народот поверуваа во него. Дури и тогаш, 6 месеци пред Лазаревото воскресение, пред триумфалното влегување во Иерусалим, мнозина од народот поверуваа во него само заради неговите проповеди, само заради неговите зборови. И велеа, кога ќе дојде Христос, зар ќе направи поголеми чудо од што направи овој? Со други зборови, ако овој не е Христос, тогаш тој што ќе дојде ќе биде поголем од овој? Чуе фарисеите дека народот така зборува за него, па и тие и првосвещениците испратија слуги да го фатат. И се внимавајте. Претходно 30 стих вели, тогаш сакаа да го фатат, но никој не кладе рака на него, бидејќи уште не дошол часот него. Сега се вели, пратија слуги да го фатат, веќе им пукнал филмот. Веќе забележале дека при крајот на празникот расположението на народот е многу повеќе на Христова страна. Видите, два пати еврејскиот народ се наоѓал завлакно во ситуација да го прифати Исуса за спасител. Целиот народ. Прв пат овдека, на Сеници, и втор пат 6 месеци подоцна после Лазаревото воскресение. Кој бил виновен во двата случаја што тоа не се случило? Што евреите не го прифатиле Исуса? Кога во две ситуации целиот народ, неговите симпатии биле по-близко до Христа, скоро до прифакање и јавно исповедање на него и неговата мисија, затоа биле виновни водачите. Во двата случаја народот бил одвратен од тоа расположение заради водачите. Зошто народот ја отфрлил пораката за оправдание со вера пред 120 години? Заради водачите. Секогаш проблем биле водачите. И секогаш народот застанувал на страна на водачите.
Но има исклучици. Имало цели народи кои што одбиле да го послушаат папата и застанале на страната на некои презрени реформатори. Тие нации станале најразвиените, најбогатите и најмирните, што е најважно. И економски најстабилните нации во светот ден денес. Не е тоа Америка. Зборувам за скандинавските земји, кои што не се кревало многу галама, не се чаталеле тие многу, како што се чатали Америка или не знам кој. Но еве, таму постои благосостојба не за луѓето, не за странци гастарбајтери, туку за домашните миленици. Домашните миленици имаат повисок стандард од луѓето на Балканов, можеби. Сето тоа не е последица на тоа што тие се денес, бидејќи и тие денес се расипани од секуларизмот и од филозофијата на новиот светски поредок, туку е се уште последица што ја влечат од нивните предци, кои што ја прифатиле не целата, туку она делумна вестина на реформацијата. Замислете кога едно делумно Евангелие донело такви славни резултати за Северна Европа, што остана ако се прифати целото Евангелие? Па тука нема да има благосостојба во светот. Целото Евангелие се прифати, тоа значи позем дожд, тоа значи крај на овој свет, тоа значи Божјо царство, Христово второ доаѓање, совршенство, бесмртност, многу поголема слава. Кулминацијата на Христовиот говор на празникот Сеници се случи на последниот голем ден од празникот. Јас би сакал да завршам со еден цитат од Копрежот на вековите. Значи, во врска со овој празник, минатата сабота споменав дека ќе прочитаме кој бил најрадосниот ден од празнувањето на Сеници и зошто бил најрадосен тој ден од самото празнување и што означувал, која била символиката на тоа празнување. Најрадосниот ден од празнувањето на Сеници бил последниот голем ден од празникот. Значи, тој 8 ден. Храмот и неговите предворија биле ноќе осветлени со вештачка светлина. Храмот бил центар на сеопшта радост. Тука се видел сјајот на жртвените обреди. Тука, стоејќи од обете страни на белите мермерни скали на светата градба, хорот на левитите ја предводел службата на пеењето. Мноштвото верници, мафтајки со гранчиња од палми и мирти, го прифаќало пеењето со што до израз доаѓал припевот, за потоа песата да ја прифатат и да ја разнесат гласови што биле близу и далеку, се додека околните ричиња не возвратиле одглас на фалбоспевот. Музиката, мафтањето со палмови гранчиња, радосните извици осана, големото мноштво народ, над кој се распрскувала светлината на поставените светилки, свештеничките облеки и величенственоста на обредите, се слевале во заедничка сцена што оставале длабок впечаток врз наблюдувачите. Меѓутоа, највпечатлив обред на празнувањето, оној што предизвикувал најголема радост, бил обредот што го обновувал споменот на еден настан од пустината. Кој бил тој настан? Рано взори, свештениците со долг, продорен звук затрубиле со своите сребрени труби, а трубите што возвраќале и радосните извици на народот од нивните сеници,
се одгласувале од планините и долините, поздравувајќи го празничниот ден. Потоа свештеникот од течната вода на потокот Кедрон цртал стомна и подигајќи ја високо придружуван со труба, со лесни и одмерени чекори се искачувал по широките скали на храмот, следејќи го тактот на музиката и пеејќи, што пеел, го пеел вториот стих од 122 псалм. Ете, нозете веќе ми стојат пред вратата Твоја, Ерусалиме. Стомната ја донесувал до олтарот, што бил сместен среде предворието за свештениците. Тука се наоѓале два сребрени сада и покрај секој од нив стоел по еден свештеник. Бардачето со вода е испразнато во еден сад, а бардачето со вино во друг. Содржината на двата сада истекувала во заедничка цевка, што била поврзана со потокот Кедрон и оттаму во мртвото море. Ова истекување на посетената вода го представува изворот кој на Божја заповед потекол од карпата за да ја угаси жетта на децата Израелови. Тогаш би се разлеала радосната песна: Господ ми е сила и песна, со радост ке црпете вода од изворот на спасението. Исаија 12 глава, 2 и 3 стих. Вака, кога го читаме овој пасус, не ни личи на кој знае што. Меѓутоа, колкава била радоста, никако прво не знаеме како изгледала музиката на псалмите. Она изворна еврејска музика. Но колкава била радоста на ова празнување, кое што Елена Вајд ја потврдува тука, меѓутоа не е тоа како, не ми звучи нешто како кој знае што. Јас би сакал да ги цитирам зборовите од Талмудот во врска со празнувањето на Сеници, конкретно на овој дел од празнувањето во 8-миот, последниот голем дел од празникот, обредот што го прочитавме, кој што во еврејската традиција е наречен обред на зафаќање вода. Во Талмудот што го читав пред 10 години, на босански превод, ги прочитав следниве зборови во врска со обредите и празнувањата на еврејскиот народ во тој одсек. Сега замислете како би се чувствувале вие во светлината на овие зборови. Или во која класа би спаѓале вие во кој ќе ги слушнете овие зборови. Талмудот вели вака: ако некој не го видел храмот или буквално изграденото светилиште во Ерусалим, тој убава зграда во својот живот никогаш не видел. Значи, ние убава зграда во нашиот живот никогаш не сме видели. Зошто? Бидејќи никогаш не сме го виделе Ерусалимскиот храм. Оној земски храм. Зборуваме за небесниот. Накој даде Господ, ќе имаме шанса него да го види. Понатаму се вели, кој не го видел Ерусалим во својата слава, тој убав град во својот живот никогаш не видел. Сте го видели Ерусалим во својата слава? Може би една ваква сцена од празнувањето на Сеници, најславниот празник кај евреите инаку. И последната реченица во врска со ова, знаете како гласи? Директно од Талмудот. Кој не го видел обредот на зафаќање вода, тој радост, веселба во својот живот никогаш не видел. Замислете. Она што било најголема веселба, најголема радост за еврејскиот народ, бил 8-миот ден од празникот Сеници. Ние тоа не можеме да го разбереме. Некои работи едноставно треба да се доживеат за да се разберат. Тука филозофија и теорија не помага. И сепак, во Копришта вековите се вели дека и тој ден, и на тој голем празник, и покрај сите тие
светла и покрај сите тие веселби, повеќето луѓе биле гладни и жедни, незадоволни, копнееле по нешто што и самите не знаеле што, бидејќи нивната душа била празна, не била исполнета. Апелирајќи токму на таа жет, на тој копнеш на душата, Исус рекол во последниот голем ден од празникот, стихот што го прочитавме на почеток, кој е жеден. Токму тогаш кога се зафаќала водата во спомен на Божиото чудо во пустината. Кој е жеден, нека дојде кај мене да пие. И со тие зборови завршува откровението. Кој е жеден, нека дојде. Тоа е повик што останува до ден денес, до крајот на времето. Зошто? Затоа што и во 21. век, па ако треба и среде Великден, и среде Божик, и среде Нова година, и среде не знам каков празник, луѓето длабоко во својата душа се незадоволни, дури и кога се на забава, дури и кога се веселат, дури и кога се во прашање верските празници. Зошто се незадоволни? Затоа што не се исполнети, не се напиле од водата, од која што повеќе не може да се ожедни. Не се исполнети со Светиот Дух. Не се исполнети со Божијата слава. Не се исполнети со Неговата вистина, со Неговата благодат. Нека Господ даде оваа нова седмица да го доживееме и ние тоа искуство, не заради календарот, затоа што било седмици. Нема врска ни денешниот датум 22. октомври. Едно подсетување за едно големо промашување, слично на Харалд Кемпинг. Току затоа што живееме во време кога овој свет се наоѓа во својата есен, при крајот. И рековме за седници, што рековме мејата сабота? Дека тие најмногу укажуваат на второто Христово доаѓање, на крајот на светот, како и на прогонството што Божиот народ ќе го има после завршувањето на милоста, после Јом Кипур, кога Христос ќе престане да посредува во небесното светилиште. И говорејќи за шаторот, би сакал да го споменам предонесот на брат Зоран мејатата сабота, после темата, во приватен разговор, рече дека една од символиките на тоа зошто на новата земја Божиото живеалиште е наречено шатор. Значи, јас рекам затоа што се сели, затоа што Бог нема да биде закован на едно место во вечноста, но едно од символиките е затоа што шаторот за цела вечност ќе биде подсетница за тоа дека оваа планета, на која што ќе биде Божиот престол за целата Вселена, некогаш била грешна. И дека тука се одвивала големата борба помеѓу Христа и Сатаната. И дека тука била пролеана Христовата крв за спасение на Божиот народ. Навистина, убаво значење, иако се разбира, за Библијата ние самите никогаш не можеме да кажеме последен збор. Секогаш ќе има нови и нови аспекти, нови и нови вистина кои што можеме да научиме или да црпиме од еден ист стих, од еден ист библиски текст. Нека му е фала и слава на Господа вечно. Амин.